Синчето ќе биде во прво оделение кога ќе излезе од затвор. Родила бебе за да се спаси од робија. Ајде народе нека ја со среќа доби 6 години затвор. Страшниот говор на омраза и ситењето со туѓа несреќа кои ги преплавија социјалните мрежи во последните години. Сега по последните затворски пресуди за поранешни високи функционери доживува кулминација, при што во јавното хејтање без пардон неретко учествуваат јавни личности, познати новинари, членови на шарената револуција и гласноговорници на различни политички опции. Особено се истакнуваат неколку познати новинарски имиња поддржувачи на власта кои подолго време воопшто не се воздржуваат да сеат омраза не само на социјалните мрежи, туку и во текстовите кои ги објавуваат во своите гласила. 6 години кога ќе излезе синчето ќе учи првата лекција. Мама шие на машина во Идризово. Ајде честито народе, Гордана Јанкуловска осудена на 6 години затвор. Си знаеше она од порано дека сите во затвор ќе завршат, а Ирлија Шеска со Кромит Гоца. Експертите се согласуваат дека говорот на омраза на социјалните мрежи е главно резултат на комплекси, лечење на лични фрустрации, но и обид за манипулација со одредена често политичка цел. Тоа е одраз на луѓе кои што имаат една голема доза на комплекси во себе и на фрустрации, кои што сметаат дека на тој начин надокнадуваат нешто што го изгубиле или што знаат, што се свесни дека го немаат во себе. Во овие настапи, како ги читате внимателно, ќе видите дека има не само дискриминација, не само омраза, има многу злоба, има многу желба за одмазда, има многу мизантропство, има многу медиокритетство, има злоупотреба на големата функција која што социјалните мрежи треба да ја имаат во однос на општеството. Дел од оние што се насладуваат со туѓата мака калкулираат со различни спинови, полувистини или чести измислици на политичките кујни, за да го оправдаат она што го пишуваат. Во последниот случај со Гордана Јанкуловска се оди дотаму што се обвинува дека намерно родила дете за да не оди во затвор и од тоа се извлекува заклучок дека самата е монструм. Или се преповторува како поранешната министерка правела зло во минатото и затоа сега е ред да страда и самата. Експертите предупредуваат дека Македонија станува воајерско општество кое живее за да фаќа сеир или да се радува кога некому му се случува нешто лошо, а при тоа одобрувањето од јавните фигури кои не само што не се борат против ово зло, туку и го поттикнуваат, предизвикува вистинско цунами од нетрпеливост во кое буквално секој поединец може да биде следната жртва.